Североистокот на Македонија е пребогат со убава природа, а може да се пофали и со разновиден дивеч, на задоволство на љубителите на ловот. Со ловиштата во овој дел од татковината стопанисуваат здруженија кои што се концесионери на терените. Во нашите две соседни општини, Крива Паланка и Ранковце, тоа се ловечките друштво Осогово и Славишко поле, соодветно, со цел да се збогати понудата, како и уловот на ловните терени во атарот на општина Ранковце, со кој стопанисува Сдруженијето на ловци Славишко поле од ова место, деновиве во нашата најголема рамница на слобода беа пуштени бројни примероци од дивеч. Ова всушност е една од обврските на ловечките здруженија во рамките на нивната програма за работа која ја понудуваат кога пред Министерството за земјоделство и шумарство конкурираат за добивање на концесијата. По тој повод, нашата екипа го посети домот на председателот на Сдруженијето на ловци Славишко поле Владко Алексовски, кој на својот имот во селото Гиновци веќе подолго време чува најразлични видови дивеч. Поседот нуди одлични услови пред се за ситните птици, меѓутоа оттука назад во природата завршуваат и покрупни примероци животни, например диви свињи, срни и елени, но за тоа нешто повеќе подоцна. Во рамките на својата редовна развојна програмска активност за населување на ловиштата со дивеч, првиот човек на Сдруженијето веќе некое време во своите капацитети одледува различни примероци животни, а со своите најблиски во периодов почна со нивно пуштање на слобода. На задоволство на членовите на ловечкото здружение во прекрасните природни услови на Славиште, од пред некое време живеат уште над 200 птици, фазани и диви шатки, десетици диви свињи, како и срни. Најпрвин добре дојде за екипата на Златен канал од Крива Паланка. Најпрвин би рекол медиумот е прозорец кон светот, а Златен канал е прозорец кон светот на кривопаланчани, за да светот се запознае со убавините на нашиот крај и со сите активности на кривопаланчани, па како дел од тие активности се токму и нашите активности кои што се и повод за нашава денешна средба. Имено како и минатата година, така и оваа, ние имаме дел од обврски према државата како концесионери на дивечот во ловиштата. Имаме 3 ловишта, едно за крупен дивеч и 2 за ситен дивеч. Во тие обврски се изградба на ловотехнички објекти, осматрашници, калишта, солишта, сладишта за храна. Во делот на дивечот имаме обврска за населување на одредени видови на дивеч, пред се фазан, мала бројка на дива шатка, одредени бројки на диви прасиња. За жал пред 2 месеци ги пуштивме 11 диви прасиња во ловиштето за крупен дивеч Герман. Поради обврски во Златен канал не можевте да присуствувате на пуштањето на дивечот во ловиштето, но еве денеска присуствувавте на пуштање на диви фазани и на шатки во нашите ловишта, 7 петралица и 8 отошница. Алексовски вели дека дивечот лесно се адаптира на природните услови до стартот на ловната сезона. Животните се во добра здравствена состојба и се очекува да го збогатат присуството на дивеч во полињата, што всушност, и веќе рековме, е вообичаена обврска на здруженијето, која повторуваат последниве години. Не треба да наведуваме дека нивните активности не запираат тука, па за воиднина најавуваат пуштање на друг крупен и ситен дивеч. Развојот во ловиштата на Славишко поле е повеќе од очигледен. Инфраструктура, одледувачки капацитети, почитување на законот за ловство, професионална ловочуварска служба. Но за поздрав е фактот кој говори дека покрај сите елементи кои ги обезбедува концесионерот, фокусот е насочен кон грижа за дивечот и заштита на животната средина. Концесионерот располага со 3 ловишта, едно за крупен и 2 за ситен дивеч. За животните во репроцентарот се грижи и ветеринарна служба и оделна служба која е задолжена за дотур на свежа храна во ловиштата. Почитувањето на планот во развојната програма која е во фокусот на концесионерот придонесува во овој регион од Македонија максимално да се почитува законот за лов, но и да се извршува населување со дивеч што е од големо значење за природата. Со максималната грижа за дивечот и ваквата динамика на развој, целта на концесионерот е да создаде едно од најдобрите ловишта во Македонија, а и пошироко, збогатување на животинскиот фонд и развој на селскиот туризам во руралните области. Алексовски потенцира дека со колегите се обидуваат ловостопанството во Славиште да го направат вносен бизнис. Според законот за ловство, освен концесионерот, ниту едно физичко или правно лице не може да стопанисува со дивеч, да одледува во затворен простор. Но и ние како концесионери, за да одледуваме дивеч, треба да добиеме посебна дозвола од надлежното министерство. Ние имаме добиено дозволи за одледување, односно мини репроцентар на фазани, шатки, срна, дива свиња, а во најново време елен лопатар, див зајак и полска еребица.
така да нашите активности се насочени кон тоа да произведуваме наши примероци на дивеч, кои што подоцна, кога ќе достигнат возраст во која што можат да бидат пуштени во ловиштата, да можат сами да обстанат во природата, претходно се вакцинираат и се пуштаат на слобода. Кога зборуваме за посетители, пред се би дал акцент на ловниот туризам. Целта на нашата држава, пред се на владата, е развој на туризмот во Македонија. Како дел од глобалниот туризам во државата е и ловниот туризам, на кој што посебно се обрнува внимание во последните години. Да бидеме искрени, во последните 50-60 години, по старите генерација и ние сведоци сме дека нема присуство на странци во нашите ловни терени за лов. Едноставно, Кривопаланечкиот ловен реон го немало до сега на картата на ловен туризам во Република Македонија. Сега ние, нови генерации, правиме нови походи на тоа поле, нудејќи ги сите убавини на нашиот крај и дивечот кој што го населуваме и одледуваме, да го понудиме на странци за комерцијални цели, се со цел да можеме да дојдеме до некои свежи парични средства, пред се девизи, за да можеме да ги покриваме големите обврски што ги имаме према државата. Бидејќи, да бидеме искрени, од чланарината на нашите ловци не можеме ни половина од обврските да ги покриеме. Ловот во денешно време е спорт, рекреација, хоби и забава, но и вид на стопанисување и специфичен еколошки однос кон живиот дел од природата наречен дивеч. Како спорт, ловот нема надпреварувачка компонента, масовен е и здрав спорт, чии спортски терени се широките пространства на полињата, шумите и водените површини. Мотивот за лов е исконски, да се надмудри и победи дивото животно, што во денешно време со сите модерни помагала не е тешко, па така ловците самите ги одредуваат правилата кои го отежнуваат ловот, овозможувајќи му на дивечот шанса да преживее. По секој случај, во денешно време ловот и ловството подразбираат пред се негување на љубовта кон дивите животни и природата низ активности поврзани со одгледување и заштита на дивечот, а дури потоа низ лов, поточно ловење во рамките на планското и рационално користење на дивечот, како природно богатство кое е само делумно обновливо. Ловот е исто така и ловечко дружење, негување на ловната етика и чување на ловечките обичаи и традиции, создавани низ вековите во неразлични друштвени услови. Нашиот домакин истакнува дека со ова хоби ужива и се одмора по бројните обврски. Ова е еден вид на селска идила, едно прекрасно место за уживање. Луѓе плаќаат да уживаат во ваков амбиент, а јас живеам во ваков амбиент што ми ја полни душата и ми дава енергија за други походи во животот пред се естрадата. Пријателите кога доаѓаат тука се воодушевени, како што и денеска вие не можете да го сокриете задоволството од она се што го видовте, а нормално ќе го видат и нашите гледачи. Овде не е лошо да споменеме дека Кривопаланечкиот регион и североистокот на земјава воопшто низ историјата па и во денешницата имал и има разновиден фонд на автотон дивеч, како на пример зајак, лисица, јазовец, верверица, волк, срна, дива свиња, а во минатото дури и мечки. Исто така богато застапен и прелетниот дивеч. Постојано или повремено се среќаваат див гулаб, грлица, разни видови патки, полска еребица и еребица камењерка, дива кокошка и лештарки, па и по некој орел. Историски гледано, ловот како форма на рекреација на овие простори, повикувајќи се на анегдоти од местното население, датира од многу одамна. Континуитетот на ловење продолжува низ историјата, па од времето на османлиското владење се останати топоними, каде според кажувањата на местното население ловеле турските бегови. Она кое што е целта на локалните, наши ловечки друштва е да ги доведат богатите туристи, страстни ловци во ловиштата на македонскиот североисток. Ако во еден ловен ден во Кавадарци, или во Струмица, или во Битола, во Прилеп, ќе дојдат по 50-70 ловци, кај нас доаѓаат по 4-5 ловци. Некако се скептични према нашиот крај. Северно им доаѓа малку далеку и преку агенциите ловни, пред се Адика Кача од Италија, правиме напори со намалени цени, со сите други поволности и убавини на нашиот крај да ги привлечеме, да го развиеме ловниот туризам, за да гостите што ќе дојдат тука бидат најдобрата реклама за идните години за останатите ловци што ќе решат да го посетат нашиот крај и нашите ловни терени. Ние имаме тим на луѓе, пред се мојот ловник Орце, и имаме уште некои луѓе кои што се волонтерски ангажирани со цел за одледување, унапредување на дивечот. Ова е стапица за куна белка. Имаме многу намножена куна белка и куна златка и затоа ние, Сдружение на ловци Славишко поле Раковци, презедовме акција за отстранување на штетниот дивеч. Така земаме една цевка доле избушена, ставаме едно рибче засмрдено и тука куна белка се качува горе и влегува во цевката и потоа нагоре повеќе не може да излегува и така ги фаќаме
Имате ли многу фатена да се? Имаме до сега фатено 100 конибелки. Овој дивеч нормално дека треба да се храни. Ние имаме собствено производство на храна, имаме 3 хектари пченка и околу 6 хектари пченица, јачмен и рж. Тоа е се храна за нашиот дивеч. Видовте, имаме капацитети за сместување на таа храна. Имате и капацитети подготвени за еленот кој што го спомна, кога можеме да очекуваме и да не викнете и да го снимеме кога ќе пристигне? Крајот на септември елените се набавени, дозволи се добиени од надлежното министерство и кон крајот на септември, нормално кога ќе ги вселиме во новото живеалиште во село Гиновци, екипата на Златен канал како наши верни пријатели соработници ќе присуствува на тој чин. Ловот во организирана форма како спорт и рекреација на сите слоеви на населението во нашите краеви се појавува со формирањето на првите локални ловечки друштва од 60-тите години на минатиот век. Современо броеле во илјади, а по пререгистрирањето во Сдружение на ловци, Кривопаланечкото, Осогово и Славишко поле од Ранковце почувствувале опаѓање на членството. Со колегите со кои ја делат страста, затоа се обидуваат да постават цврсти темели на Ловечката федерација на Република Македонија. Порадешниот Ловечки сојуз на Македонија, во поново време Ловечка федерација на Република Македонија, еден вид сервис, еден вид синдикат на ловните концесионери од Македонија. Своевремено била многу моќна и јака, но за жал во последните десетина години таа де јуре постои, де факто не постои. Би рекол со никакви активности, со еден вработен. Еве ќе направиме една паралела, соработуваме со Хрватската федерација, имаат 15 луѓе вработени. Значи, вака, пред 20 на дена се одржа редовно изборно собрание на Ловечката федерација на Република Македонија. При тоа Кривопаланечкото лоби зеде големо учество, така да на моје големо задоволство председател на Ловечката федерација на Македонија е избран господинот Ванчо Димитриев, човек во кој веруваме, човек кој што е посветен максимално да ја воздигне Федерацијата и ловството Република Македонија. Јас сум избран за подпредседател на Федерацијата. Секретар на Федерацијата е господинот Милчо Ѓурѓиевски, секретар технички во Сдруженијето на ловци Осогово од Крива Паланка. Председателот на Осогово Иво Миленковски е председател на надзорниот одбор. Значи тројцата сме директно во управниот одбор и би рекол за прв пат во историјата на нашиот крај кривопаланчани се значаен фактор во ловството во Република Македонија. Имаме тука еден проблем на ниво на федерација, бидејќи нема единствен регистар на ловци во Македонија, за да се знае кој им е матично друштво, каде што членуваат, а потоа нормално дека слобода на пазарот, може да членуваат и во 5 и во 10 ловни друштва, но да се знае матично кој е, за да се изброи точната бројка на ловци во Република Македонија, се калкулира со некоја бројка околу 40.000 ловци, но првите активности на нас како ново раководство на Ловечката федерација на Македонија ќе биде создавање на единствен регистар, за да се знае точната бројка на ловци со унифицирани легитимации. Инаку број на концесионери досега беа околу 60-тина, но во последните години има нови правни субјекти кои што зедоа ловиште на концесија, така да конечната бројка не се знае, бидејќи во идниот период ќе одиме на градење на довербата кај старите и кај новите членки, за да ги придобиеме да членуваат во Ловечката федерација на Република Македонија и тогаш во некоја следна прилика ќе ви ги презентирам точните бројки на број на членство на ловци и на концесионери членки на федерацијата. Денешните активности на Сдруженијата пред се насочени кон заштита на дивечот од криволов, одгледување и нега, како и заштита на ловиштата и природата воопшто. Но за ова се потребни услови за доопремување на ловочуварската служба и зголемување на кадарот. Намерата е организирање на лов како спортско-рекреативна активност, но и други придружни ловечки активности како дружење, ловечки забави, обука на млади ловци, организирање на ловечки туризам и се негување и унапредување на ловечката традиција во нашиот регион. Токму затоа идејата на Алексовски изградба на репроцентри, внесување на подмладок на дивеч и матици и изградба на ловни објекти и хранелки, можност за подпомагање и прихрана на дивечот, негова заштита од болести и криволов. Како и да е, заедно со дивечот, Алексовски се пофали и со животинското царство, во кое што ужива со своето семејство и со пријателите. Повеќе за декорација на мојот двор, имаме одредени примероци на украсни птици, мисирки, кокошки домашни, фазаните веќе ги видовте, патките, гугутки, гулаби, одгледуваме пчели и така. Тука е едно природно улиште, значи пчелите имаат природен нагон на роење и кога нема да бидат сместени во соодветен стандард на сандук пчеларски, тие го напуштаат местото каде што се има изроено
нивното матично друштво и нормално се населуваат во некоја шуплина од дрво, тоа е адекватен за нив природен начин на живење. Токму едно вакво дрво при една посета на нашите ловни терени го најдовме со едно живеалиште на пчела и комплетно го донесовме во мојот двор, така да многу вака прекрасно изгледа во дворот, да се види, да се презентира природен начин на одледување на пчели. Уживавме во одружењето со домакинот и се договоривме да соработуваме на заедничко двојно задоволство. А вие, за да им се придружите на овие авантуристи и пред се љубители на природата, потребно е да сте полнолетни, да имате положено ловечки испит и редовно да плаќате членарина. Иако на некој од страна може би ловот му изгледа како бесцелно шетање по шуми и планини и трошење време, нашите домакини уверуваат дека искуството е неповторливо. Ги оставивме во добро расположение и се разбира, им посакавме бистар поглед и мирна рака.